Добра вечер, драги гледачи. Иако не верувам дека сте баш најдобро. Во нашата земја работите се чини полека одат кон подобро. Народот конечно најде супер за анимација за да ги отрне своите мисли од секојдневните проблеми. Хобито овој пат се вика заканување. Ако бесплатното компјутерско описменување на нашите граѓани и бесплатниот интернет, кој што како проект ги спроведе владата, на почетокот некому му изгледа како непотребно фрлање пари. Денес тој проект апсолутно го оправда своето постоење. Како да нема човек во државата кој не го поминува своето слободно време на интернет, потешно во праќање на анонимни заканувачки пораки до високи државни службеници и функционери. Им се закануваат кој како сака и кој како ќе стигне. На Груевски, например, му се заканувала жена му, затоа што никогаш не бил дома за да изнесе под лицата на утринска прошетка. Шекеринска пак добила закани од сопругот Бобо, зашто заради политиката ги запоставувала брачните обврски. Нали Ахмети пак, како што и самиот се пофали, никој не му се заканува освен Тачи. Тачи пак си е закана самиот себе си. Предлагам да одиме надвор и да ги чуеме оние кои што едва преживуваат од први до први. Пошто имам роднини во странство, така често се допишувам по интернет. Писма повише праќам по неколку писма во месецот. Па редовно. Редовно следам емейл адресите мои, пишувам со мои пријатели. Најчесто користам електронска пошта и тоа се работи за обично службени писма, кореспонденција, приватни ретко. Па се знае сега каде у 21 век у интернет. Во книгата мој интернет. Значи премногу доза да не удираш у мозок, нет. А иначе писма се праќаат преку интернет, пошта не постои. Па ни во Зимбабве не постои пошта, само има интернет. Јас телефони SMS пораки на мобилен. Па не пуштаме дечко сега моментално ништо. Се со телефони ве сега, како да кажам, ништо не пуштаме. Исто и ја, нема што преку телефони се, нема више писма, нема заостана тоа и така. Пишувам писма електронски, значи обични писма не користам. Често ги праќам, значи. Јас сум традиционален човек и традиционално постапувам. Електронска пошта. Имам 2-3 поштенски сандучиња, едно на Yahoo, едно на Freemail, едно на Gmail и така. Тетка ми, тетин ми во Австралија, во Сиднеј. Така. На пријателка, на девојка може да напишеш, на дечко интересни содржини. Овие сега пиши бриши се по мейл адресите што се поштаат пораките и така. Па на неблиските. Обично ги праќам до брат ми во Канада живее. Но тоа се колеги, тоа е професионална соработка со обично ретко во земјата, понајчесто тоа се колеги соработници од европските земји и пошироко. Јас пријатели керка ми така. Сум ужи круг на семејството. Најчесто на керките, кога се на работа, јас сум дома пензионерка и така зато. Па циркуларни писма, 1 на 100, 1 на 1000, 1 на 10.000, зависи во кој круг ќе влезеш. Тоа е поентата, не е едно на едно. Ете што мислат за законувањето по интернет нашите граѓани. Еве и изјавата на еден инспектор од ДБК. Цитирам. Сите оние што праќаат закани треба да се однесат во полициската во центар и таму да бидат сослушани од Васко Ефтов се додека не пропеат. Откако ќе пропеат, треба да им се дозволи сами да се изберат реквизит со кој што ќе си го одземат животот. Завршен цитат. Полицијата, како што гледате, драги гледачи, е секогаш спремна да ги реши непослушните. Полека, бе, човек. Полека, шо се нервозираш? Чилао, бе, така, полека, малко. Нема тука место за паника, бе, ти. Народо мора да му дое аколо дека заканите не водат никаде и дека политичарите се good guys, бе. Ќе не примат ли во НАТО, царе? Па нормално дека ќе не прима, бе, другарче, ќе не примат.
НАТО е злато. Не, ние не сме окей сега. Народот не го бил би другаче. Не го бил. Шо ти кажа? Гледаш и сам. Шом нешто не му чине, одма се закануе. Разбираш ли ме? Разбирам, тоа не е така. Ви сега ќе ти објаснам. Ние, македонците, прво, самите со себе не сме начисто шо сакаме сега. Ти знаеш дека ако сите сакам да влезиме, дека ќе влезиме, ама работа е шо не сакаме сите. Ако влезиме, тоа ќе значи дека нема да може повечко да си играме бандити на нашата територија. Значи ти, тоа ќе значи дека ќе владеење на правта тука. Нема да може кој како стигне да ограбува и да се богате на бrzina. Разбираш ли ти сега? Зошто некој од нашите ги коче, бе? Ги коче интеграциите у ЕУ и НАТО. Затоа полека, бе, другач. Лекичко така. Сичко ќе биде. Ајде, другај, отидој, ајде. Заминавам, имам некој работа, така ќе се видеиме. На 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 Македонија ра ра ри ра ра. Дами и господа, големата мајка, божица на плодноста и заштитничка на нашите семејства. Слушам, напредуваме во економијата, така, и тоа на секое поле и секој ден. Мене ме интересира една работа. Кажете ми, што мислите вие во врска со заканите што ги добиваат нашите политичари преку интернет? Лиле, ма теско ми е кога мислам. Например, не е страшно кога некој ти се заканува. Мене, примерно, ми се закануваат секогаш кога ќе облечам халина со длабоко деколте. Ама јас не се плашам. Напротив, мене ми е екстра. Станувам женска милина. Види, мене хормоните ми проработуваат кога некој така ми се заканува. А сега морам да одам на пилатес. Чао! Ра, ра, ри, ра, ра. Тоа беше големата мајка. 1, 2 и 3. Вежбам, правам бицепси. Тоа сте вие, новиот советник за култура и спорт. Не бе, познав. Се извинувам. Извинувањето не се прифача. Дај 10 склехови. Мало? 15! Добро бе, добро. Не сега, пак да не ме препознаеш следниот пут, коче навратам. Така и Камчев малиот пред некој ден проаѓа покрај мене и не ме познава. Како после да не му се закануваш кога самиот си го бара со Боринче? Абе, копук, му викам. Кој ти помогна да влезеш у Вардар за ич пари? За да го испаднеш од лига и за да го купиш пак за ич пари следната година, Ја му зборам, он ме гледа. Свачаш? Знаеш што му зборувам? Ај, друг пут за тоа. Не застануј бе, конј! Ти рече некој да застанеш? Што ме гледаш така? Не сум еклер! Прај склекој таму. Ја да видам ова гувендијава кај за мене. Кјурчин, бати. Што? Ајде, што? Првиот. Сум го гледал. Ајде, кажеш нешто или да викнеме доктор? Сируп, имате ли сируп? Имам кашлица, одоля магарешка, но се гуша. О, можете и магарешка, можете астма е. Ау, че се уда. Море ме расплака да не пукнеш. Кажи ми дали се заканува некој денови, ајде. Абре, смртта ми се закануе. Ама то не е ново. Ми се закануе уште одамна. И знам еден ден дека ќе ме земит. Ајде, оди си, зашто почна очи да ми се... Еве си ода, само не плачи. Чекай да те вида, немој да плачеш, те молам.
Не сакам да плачеш, никога ќе умра наскоро. Зашто немојме ние да живееме со орлине, да им го предат. Ајде, остани ми здраво. Ја ако не можам... Ајде бе, нека те снема баксус еден. Иш, чибо еде. Само несреќи им носиш на гледачеве. После него мора да проветриме против баксузи. Теренот мора да се приготви, затоа што чука часот, за да доаѓаме на големиот, неповторливиот, семокниот и малку склеротичниот, нашиот и ваш временски пријател, богот Перун. Браво, синко мој! Со ваква најава на човек да му е мерак да се појави. Кажи, сакаш уште еднаш? А може пак истото? Секое време и на секое место за тебе. Може. Чекај, само да се скријам. Ајде. Само, може ли без она малку склеротичниот ми го руши корпоративниот имидж што го имам стекнато низ вековите? Нема проблем, јас сум фин дечко, секоја мајка би ме сакала за зет. Спремен? Поспремен, здравје! Ајде. А сега, само за вас, драги гледачи, големиот, бравурозниот, семокниот и никогаш не прежален временскиот пријател Перун Громовникот! Тој сум! Заканите кои што деновиве го заплиснаа нашиов континент, а особено Македонија, и во наредните денови ќе продолжат со несмален интензитет. Се очекуваат и обилни хакерски упади на владините и други институционални сајтови, како и пробивање на кодовите, на банкарските картички и сметки на македонските олигарси во банките ширум светот, а посебно на оние во Кипар, Малта, Коста-Рика, Гватемала, Хондурас, Боливија и Панама. Кон крајот на десетлиево се очекуваат и првите реализации на дел од заканите упатени кон одредени елитни фаци од Македонија. Нека им е со среќа. И онака, еднаш се умира. Точно така. Еднаш се умира. Ако еднаш се одјавиш од животот, не можеш пак да се пријавиш. Нема ништо повистинито од тоа, драги гледачи. Голема е среќата што овие закони не важат за нашата емисија. Кога е веќе така, тогаш со задоволство ќе се одјавам од вас. Довидување и не заборавете да упатувате закани во секое време. Некои луѓе едноставно го заслужуваат тоа. Довидување.